Започнуваме со урбаните вести. Добро дојдовте во нив. Најнапред да ги проследиме насловите за денеска. Средните училишта во Скопје ќе ги отворат вратите за факултетите. Во општина Бутел ќе се формира локален совет за превенција. Одбележан денот на ретки болести. Од утре почнува мартовска филмска програма во Кинотека на Македонија. Од 15 март до 1 април градот Скопје ќе организира отворени денови во средните училишта, на кои факултетите и универзитетите ќе имаат можност да ги презентираат своите програми пред матурантите со цел тие да направат полесен избор за нивниот професионален развој. Средните училишта на град Скопје ќе ги отворат вратите за факултетите. Од 15 март до 1 април во средните училишта ќе се организираат отворени денови, на кои универзитетите и факултетите ќе имаат можност да ја презентираат својата програма, да понудат информации и да одговорат на прашањата на средношколците и матурантите кои треба своето образование да го продолжат на факултет, а средношколците ќе добијат информации и одговори за полесно да го направат вистинскиот избор за професионалниот развој. Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов потенцираше дека ова е една од заложбите на градот за континуирано унапредување на квалитетот на образовните услуги. Универзитетите и факултетите кои што се заинтересирани да ги презентираат своите програми пред идните студенти ќе имаат можност да го сторат тоа годинава во една поорганизирана форма. Наша заложба е преку отворените денови во средните училишта да се воспостави пракса на организирана, непосредна соработка со универзитетите и факултетите за прашања кои што се од заеднички интерес. Нашата тенденција е да образовниот систем продуцира кадри, чии професии и професионалци ќе придонесат за напредок во општеството и уште поголем развој на вредносниот систем во нашата држава. Предност на ваквиот начин според Шилегов е прецизноста во информирањето за потенцијалните можности за професионален и кариерен развој на учениците, како и фактот што учениците ќе пропуштат помалку наставни часови, што ќе овозможи непречено одвивање на наставата. Според градот, досегашните искуства покажуваат дека голем број матуранти не може да се одлучат за вистинската насока само преку саемите и медиумските промоции, бидејќи истите не се доволни. Додека пак преку овој метод тие се надеваат дека ќе ги постигнат очекуваните резултати, а тоа е матурантите да го изберат правилниот факултет за нив. Во периодот од 17 до 7 часот утрово фрлени се 285 тони индустријска сол на сите булевари и улици што се во надлежност на градот Скопје. Од градот информира дека и во текот на денешниот ден и ноќта екипите на зимската служба будно ја следат состојбата на градските сообраќајници и ќе интервенираат според потребите согласно со условите на теренот. На сите булевари и улици што се во надлежност на градот Скопје во периодот од 17 до 7 часот утрово фрлени се 285 тони индустријска сол. Од градот Скопје информира дека на терен се интервенирало со механизацијата на јавното предпријатие улици и патишта, односно со 15 разновидни возила и машини, а на располагање е и механизацијата на преостанатите јавни градски предпријатија. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена и јавното предпријатие Паркови и зеленило со луѓе и механизација работеле на расчистување на тротоарите и на јавните површини што се во надлежност на градот Скопје. Екипите на јавното предпријатие Паркови и зеленило работеле на расчистување на снегот од тротоарите, јавните површини, парковите и просторот пред автобуските постојки, каде што активностите ги спроведуваа со вкупно 115 лица и механизација. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје интервенирале на повеќе локации со 144 работници и механизација. Екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација исто така се излезени на терен и ги чистат сливниците. Од градот Скопје информираат дека и во текот на денешниот ден екипите на зимската служба будно ја следи состојбата на градските сообраќајници и ќе интервенираат според потребите согласно со условите на теренот. На возачите им препорачуваат да возат внимателно и да се придржуваат на условите на коловозите. Потсетуваат дека во надлежност на градот Скопје се булеварите и поголемите градски улици, а преостанатите улици се во надлежност на општините и тие се задолжени за нивно чистење и одржување. Апелира до сите стопански субјекти во градот и до сите граѓани, кога ќе падне снег, да ги почитуваат законските обврски и да го расчистуваат снегот и мразот од пристапите до нивните деловни, односно стамбени објекти.
Во изминативе 3 дена на улиците во општина Бутел фрлени се преку 60 тони индустријска сол. Интервенирано е на повеќе од 16 улици, како и на патните правци кон Љубанци и Љуботен. Од општината информираа дека во изминативе 3 снежни денови максимално се работи на отстранување на снегот и оспособување на сите улици за непречено одвивање на сообраќајот. Екипи на општина Бутел интензивно работат на дополнително расчистување на снегот во Љубанци, Љуботен и Визбегово. Општина Бутел соопшти дека во изминативе 3 снежни денови максимално е ангажирана на отстранување на снегот и оспособување на сите улици за непречено одвивање на сообраќајот. Од општина Бутел соопштија дека на терен се излезени екипите на Енергомонт Скопје, фирма задолжена за зимско одржување на сообраќајниците, како и тимот од работници на комуналната служба на општина Бутел. Од општината информираа дека постојано на терен се 2 камиона, 1 соларка и 1 липкер за товарење на солта. Во изминативе 3 дена фрлени се преку 60 тони индустријска сол на улиците што се во надлежност на општина Бутел. Интервенирано е на повеќе од 16 улици, како и на патните правци кон Љубанци и Љуботен. Исчистени се улиците Скоевска, Амди Демир, Ѓоре Ѓорески, АФЖ, Боро Кралевски, Хошимин. 18 улици во Радишани, Марко Крале, Призренска, Натанаил Кучевишки, Краишка, Бутелска, Петар Маџунков, Иван Манолев, Рокомија и други. Работниците од комуналната служба на општината работат и на расчистување на сите тротоари и приоди кон градинките, училиштата, пазарот, трговскиот центар и останатите јавни установи. Од општина Бутел апелира до граѓаните да ги расчистуваат пристапите кон своите домови и деловните објекти. Во општина Бутел ќе се формира локален совет за превенција. Ова одлука ја донесоа советниците на денешната седница на совет. Локалниот совет за превенција ќе брои 18 членови, а со него треба да се подобри јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот во општината. Советниците од Советот на општина Бутел на денешната седница донесоа одлука за формирање на локален совет за превенција. На оваа одлука и претходеше дискусијата на советниците и видеопрезентација на представници од МВР и од ОПСЕ. Локалниот совет за превенција ќе брои 18 членови, а ќе биде предводен од градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски и од командирот на полициската станица во Бутел. Целта на локалниот совет за превенција е да се подобри јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот во општината, како и да се изгради доверба и партнерски однос помеѓу повеќе чинители во општината и општеството. Мислам дека во наредниот период превенцијата ќе не биде приоритетна. Се договоривме со представниците да имаме неколку средби во понатамошниот текст, за да може целосно да ги информираме граѓаните. Превенцијата ќе се врши на терен, за да може да ги утврдиме сите лоши работи кои што се случуваат на општината, да ги информираме граѓаните што треба да направат, за да и они сами се превентивната мерка да си ја превземат. На денешната седница исто така беше донесена одлука за распишување на јавен повик за членови на Советот на млади на општина Бутел. Со одлука на Советот, двете спортски сали во Радишани и во Живко Брајковски ќе станат во надлежност на општина Бутел. Советниците од општина Бутел на денешната седница ги усвоија сите предвидени точки од дневниот ред. Општина Карпош донесе решение за прекин на изградба на 2 објекта кои со новиот детален урбанистички план изгласан на 6 јануари добија дозвола за градба. Решението за прекин на градбата доаѓа откако жителите на Тафталиџе го покажале своето незадоволство од изградбата на новите објекти, кои се очекува да бидат високи 21 метар. Општина Карпош донесе одлука за времен прекин на постапката за издавање на одобрение за градба за локација во насилбата Тафталиџе 1. Станува збор за објектот на стариот дом на култура, кој се наоѓа во непосредна близина на основното училиште Јан Амос Коменски. Како што објасни денеска на брифинг со новинарите, градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, собственик на овој простор е Социјалистичка партија на Македонија, која се јавува и како инвеститор заедно со фирмата Гренадер Доел Скопје. На овој простор, според детално урбанистичкиот план донесен на Бадник 2016 година, е предвидено да се гради станбен објект со 7 ката со висина од 21 метар и лепенка хотел со приземје и 5 ката.
Пред промената на деталниот план, тука требало да се гради објект со намена култура, со вкупна висина од 12 метри. За оваа парцела, инвеститорот веќе уплатил комуналии, но јавното обвинителство почнало предистражна постапка и побарало од општината да му ја достави комплетната документација. Согласно член 95 од Законот за општа управна постапка, општина Карпош денеска донела одлука за запирање на одобрението за градба, пошто на инвеститорот му било понудено да му бидат вратени средствата уплатени за комуналии, но тој не се согласил и барал да продолжи постапката за издавање на одобрение за градење. Богоев објасни дека одобрението за градба мора да биде стопирано затоа што се води предистражна постапка за таа локација. Македонија се приклучи во глобалното одбележување на денот со ретки болести. Министерот за здравство Венко Филипче посочи дека за прв пат во текот на оваа година ќе бидат набавени 3 нови лекови за ретки болести. Со низа активности денеска во Македонија беше одбележан денот на ретки болести, со цел да се подигне свеста кај јавноста за овие болести и влијанието што тие го имаат врз квалитетот на животот на пациентите. Председателката на Националната алијанса за ретки болести Ребека Јанковска-Ристески ја нагласи важноста на лековите за лицата кои боледуваат од ретки болести, при што истакна дека само една пропуштена таблета може да биде кобна за пациентот. Бараме и очекуваме да се подобри диагнозата, односно да се рефундираат средства за диагноза во Македонија на болести кои не се вклучени на листата на ФЗОН и ако нема можност да се добие диагноза во нашата земја, да се испратат соодветни материјали во лаборатории со кои се соработува овде или во странство за да се стигне до диагноза што побрзо. Чекаме се уште и се надеваме на конечно изготвување и усвојување на специфичен закон за ретките болести за заштита и напредување на правото за здравје на овие лица. Дефинирање на поимот ретка болест, со што овие пациенти ќе станат видливи во правната рамка и признаени како посебна ранлива категорија пациенти за кои е потребен посебен третман и терапија. Формирање на институт за ретки болести со цел обезбедување на сеопфатен мултидисциплинарен пристап во скрининг, диагностика и лекување на ретки болести, координиран од Комисијата за ретки болести, со дефинирани одговорности, услови и начин на работа, во кој институт задолжително ќе членува и представник од невладиниот сектор. Денес, овде по кој знае кој пат, бараме, зборуваме и ќе бараме, и ќе зборуваме, се додека не исполниме нашата мисија, се додека можеме, секој од нас колку што уме и колку што може. Денот на ретките болести е меѓународна кампања за подигнување на свеста за постоењето на ретките болести. Од почетокот на неговото одбележување во 2008 година се организираат илјадници настани низ светот. Кампањата започна како европски настан и со текот на времето стана глобален феномен со учество на 94 земји во 2017 година. Министерот за здравство Венко Филипче посочи дека за прв пат во текот на оваа година ќе бидат набавени 3 нови лекови за ретки болести. Ги наведе претходно најавените новости за ретките болести, односно електронскиот регистар на пациенти со ретки болести и рефундирањето на работата на Комисијата за ретки болести, нагласувајќи дека веруваат и за кратко време во нашата земја ќе биде набавен лекот Спинраза. Иницијатива покренавме со председателот на Стопарската комора, господинот Бранко Азевски, за формирање на специјален фонд во комората, во кој што средства би плаќале најголемите компании плаќачи на данок во нашата држава, а средствата ќе бидат наменети исклучиво за набавка на лекови за ретки болести. Јане Велковски, кој е дете со ретка болест, се надева дека лекот ќе стигне во Македонија и ќе може да си го исполни својот сон. Мојата желба е лекот да стигне и премиерот Заев рече дека лекот ќе почне да се увезува во Македонија и ќе отидам во Манчестер среќен, кај Пол Погба на Лигата на шампионите и ќе заврати там среќен. Браво. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе почне со интензивни активности за решавање на проблемот со кучињата скитници. Од 12 до 16 март во соработка со Британското кралско здружение за заштита на животните од суровост ќе се спроведе пребројување на бездомните кучиња во општина Центар. Идејата е локалните самоуправи да научат како да ги пребројуваат уличните кучиња и потоа таквиот процес да го спроведуваат во нивни рамки.
Во Македонија не се знае колку куќиња скитници има, ниту колкава е точната бројка на миленици. Општините во чија надлежност се уличните куќиња ќе учат како да ги пребројуваат и ќе формираат прифатилишта или ќе склучуваат договори со шинтерските служби. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека почнуваат интензивни активности за решавање на овие два проблема: регистрирање на куќињата скитници, но и целосно идентификување на милениците со микрочипови. Со ова се очекува да се стави ред, особено во руралните средини. Од 12 до 16 март во соработка со Британското кралско здружение за заштита на животните од суровост ќе се спроведе пребројување на бездомните куќиња во општина Центар. Идејата е локалните самоуправи да научат како да ги пребројуваат уличните куќиња, а потоа тековниот процес да го спроведуваат во нивни рамки, информира Агенцијата за храна и ветеринарство. За билинечињата пак ќе се набават 100.000 микрочипови во вредност од 18 милиони денари, обезбедени од Агенцијата за храна и ветеринарство. Микрочипирањето ќе биде бесплатно за собствениците на куќињата и мачките, но ќе мора да се спроведе, односно тие ќе треба да ги сносат само трошоците за вакцина против беснило и пасош, што изнесуваат околу 800 денари. Во спротивно следуваат казни од 100 до 150 евра за физичко лице, односно за собственикот кој не го идентификувал својот миленик со микрочип. Според последните податоци на Агенцијата за храна и ветеринарство, околу 4000 миленици за сега немаат микрочипови, но тоа не значи и дека толку миленици има, зашто голем број од собствениците не ги идентификуваат со образложение дека им е скапо. Во однос на бездомните куќиња пак, слободната проценка е дека само во Скопје има околу 6000, но оваа бројка е утврдена врз основа на досега заловени и обележани куќиња, што повторно не значи дека нема повеќе, додаваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Факултетот за електротехника и информацијски технологии и Институтот за нуклеарни науки Винча од Белград потпишаа меморандум за соработка во областа на образовните и научно-истражувачки активности. Со овој меморандум се овозможува работа на заеднички проекти, размена на академски кадар и на студенти, како и размена на искуства во иновативни методи на предавање. Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи потпиша меморандум за соработка со Институтот за нуклеарни науки Винча од Белград во областа на образовните и научно-истражувачките активности преку работа на заеднички проекти, размена на академски кадар и на студенти, размена на искуства во иновативни методи на предавање, организирање заеднички симпозиуми, работилници и конференции. Од ФЕИТ информираа дека со меморандумот ќе се овозможи продлабочување на долгогодишната соработка помеѓу двете институции, посебно во истражување и карактеризација на нови материјали, материјали третирани со јонизирачко зрачење и нивна примена во индустријата, како и стерилизација на медицински материјал, козметички препарати и додатоци во исхраната. Од утре во кинотека почнува мартовска филмска програма која ќе биде отворена со македонскиот документарен филм Локални херои, светски таленти. Од 8 до 17 март кинотеката подготви програма со филмови по повод 8 март. Кинотека на Македонија утре ја почнува мартовската програма која ќе биде отворена во 20 часот со македонскиот документарен филм Локални херои, светски таленти по сценарио на Зоран Димов и режија на Ајдин Ислами. Документарецот, снимен во 2017 година, вклучува теми и ликови роми кои се трудат да ги елиминираат стереотипите кон оваа заедница. Во петок од 18 часот ќе биде прикажан 3 дена во септември на Даријан Пејовски, а истата вечер од 20 часот и со уште една проекција во сабота, руската потресна семејна драма Без љубов. На 3 и 5 март косовско-македонската копродукција Доме сладки доме на Фатон Бајрактари. На 6 и 7 март српскиот игран филм Панама во режија на Павле Вучковиќ, а на 7 март од 20 часот ќе биде прикажан македонскиот Джган по сценарио и режија на Вардан Тозија. Од 8 до 17 март кинотеката подготви програма со филмови по повод 8 март. Мрачно богатство, Викторија, Злосторство против нас, Непослушни, Некои нови приказни, Во Сирија, Духовите на Исмаил и Реквием за Господја Ј.
Метеоролозите во следните денови најавуваат постепено покачување на температурите. За утре се очекува умерено облачно со слаб снег, а температурата ќе достигне до 1 степен под нулата. Во петок температурата ќе се движи од -2 до 4 степени, во сабота од 2 до 9 и во недела од 5 до 10 степени. За крај имаме уште една информација. Општина Аеродром денеска беше домаќин на 19 учесници од 5 држави во рамки на реализацијата и спроведувањето на активностите од проектот Еразмус+, насловен "Да ја обоиме иднината". Организатор на петтиот состанок во рамки Еразмус+, К219 проектот е основното училиште Лазо Ангеловски, од каде на гостите партнери од Турција, Романија, Италија, Австралија и Бугарија им ги представија досегашните реализирани активности. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на Прва Скопска телевизија. Довидување.